На крајот од денешниот редовен извештај за состојбата со пандемијата кај нас и во светот, го пренесуваме и ова соопштение од Институтот за јавно здравје, кое во согласност со препораките на Светската здравствена организација, апелира до граѓаните да ги користат законски предвидените периоди од денот за поминување време во природа и на отворен простор, се разбира, почитувајќи ги пропишаните мерки за безбедност. Веруваме дека времето поминато надвор влијае позитивно врз севкупното психофизичко здравје на граѓаните, се вели на крајот од соопштението на Институтот. Драги слушатели, тука го завршуваме нашиот 726 редовен извештај за ковид пандемијата. Останете здрави со нашата програма. Да. Кажи ми, што ќе правиш јас ако исчезнам? Ако исчезнеш? Ако исчезнам, ако скинам конци, ако рикнам, ако ги фрлам чевлите, ако умрам. Тебе не ти е добро? Добро ми е. Само си мислев, постар сум од тебе 3 години, веројатно јас прв ќе си одам. Има ред. Постар си од мене 7 години. Ама ајде. Научно е докажано дека жените живеат подолго од мажите. А покрај тоа може да ми се случи некоја несреќа, да ме бапне камион, да ме стрефи срце в удар. Да, сега и ова со коронава, тие, ковид. Ај, пичка, матери. И мене може да ми се случи се од тоа што наброја. Да, може. Ама јас прашав прв. Може да размислам па да ти одговорам? Слободно. Сакам да ти кажам дека сакам да бидам кремиран. Зошто сега ми го кажуваш ова? Затоа што кога ќе умрам не ќе можам да ти кажам. Што мислиш, има нешто после смртта? Да се надеваме дека нема. Да. Знаеш дека нема да бидам љубоморен ако се премажиш. Баш ти благодарам. Иако не мора баш за него. Него? Мислам, оно што ќе го сретнеш од како ќе ме нема. Комшијата, комшијата. Смешно ми е.
Не можам да те замислам со друг. Ти мислиш дека никој нема да сака да живее со мене? Не. Напротив. Мислам дека би бил љубоморен. Ке бидеш љубоморен и умрен. Муа. Љубоморен и умрен. Љубоморен и умрен. А што ако јас отидем пред тебе? Сега ме фати неподготвен. Би мислил на утро ако сретнам друга, а? Нема да бидам таму за да видам. Би било љубоморна, а? Ај, кажи, за која ме замислуваш? Да не сакаш да те запознавам со некоја моја другарка? Онака, за секој случај. Ма види сега, ако некој парламентарец умре, него веднаш го заменува оној што е следен на избирачката листа. Еве, например, во фудбал. Ако се повреди некој фудбалер, за време на натпревар веднаш има замена. Организација. Да. А за старите коли постојат резервни гуми. Организација. Зошто едноставно не ми кажеш дека веќе си ми нашол замена? Не е така лесно. Не е лесно да се најде замена? Или не е лесно да се каже дека веќе си ме заменил со друга?